Мирот, убавината, природата во манастирот Свети Јован Бигорски и денеска привлекува бројни домашни и странски туристи. Дополнително уживање за нив е свежината во реканскиот крај, која е одлична замена за топлите градови. До овде пристигнаа по комплетно обновениот коловоз од регионалниот пат Маврово-Дебар се до влезот во манастирот. Сигурно ќе идат повеќе туристи сега по асфалтираниот пат. До сега беше многу тесен и на туристите беше дури страв да се качуваат до манастирот. Сега со овој пат ќе има сигурно многу повеќе туристи. Тоа прекрасно е. Мислам манастирот добро среден, има добар поглед. Патот е сега проширен? Проширен е, обновен е, добро изгледа, мислам подобро да се движиме по патишта, по-безбедно. Преубаво е. Имам пријатели во Скопје кои секогаш доаѓаат кај мене во Германија. Овој пат решивме јас да дојдам тука. Овде се слуша и течението на реката, што многу ме смирува. Обновениот локален пат е со должина од околу 1 километар и широчина од речиси 6 метри. За овој локален патен правец стануваше збор за доста дотраена коловозна површина, која што комплетно беше извадена, значи постојниот асфалт, заменет со нов асфалтен слој и секако имаше проширување поготово на свиоците, со една цел да биде зголемен безбедноста на сообраќајот и секако беше изведен и подпорен зид во должина некаде од 60 метри. Целокупната вредност на овој локален пат е некаде околу 9 милиони евра, должината е од неполн километар, а широчината на патот сега по реконструкцијата достигнува до 6 метри. Во последниве 3 години реализирани се, односно реконструирани и проширени се патиштата од Велебардо до село Требиште, како и оваа година од село Ростуше до село Велебардо, како и за село Жировница. Покрај тоа, значи, изграден е нов пат за село Сенце и село Нистрово. Би сакал уште да споменам дека во делот на реализација на оваа програма останати се патните правци за новиот пристапен пат за село Скудриње, како и за село Битуше. За вице-премиерот Пешевски покрај изградбата на автопатиштата, од голема важност и обновата и изградбата на локалните и регионалните патишта, со што се олеснува секојдневното живење. Во делот на подобрувањето на патиштата, на пристапот кон основните услуги, се случува една ренесанса во Македонија, бидејќи паралелно со изградбата на 3 автопатишта, што никогаш порано не се случувало во Македонија, тече проект со можеби уште поголем интензитет, а тоа е обновување и доизградба на локалната патна инфраструктура. Имено само од 2010 година до сега се изградени патишта во вкупна локални патишта во вкупна должина од преку 640 километри. За следната година се планираат изградба на уште 60 км локални патишта, што значи вкупно околу 700 км патишта во некоја приближна вредност од околу 60 милиони евра, и во должина и во износ, нешто што како интензитет за вако краток временски период не било направено. Од Бигорскиот манастир се задоволни бидејќи сега на сите им е олеснет пристапот, а до него непречено ќе пристигнуваат и автобуси. Реконструкцијата на опожарениот горни палат, која исто се направи со голема помош од владата на Република Македонија, е веќе во завршна фаза, така што интересот за посета на манастирот, како од верниците и од гостите од странство и од дома, е многу голема, така што ова ќе им го олесни доаѓањето до самиот манастир. Обновените и новоизградените делови на манастирот Свети Јован Бигорски, како и новиот пристапен пат, сега му даваат дополнителен сјај на ова вековно светилиште, сместено во срцето на реканскиот крај.